Од еколошка бомба до зелена оаза, старото јаловиште од рудникот Злетово, кое со децении се смета за еколошка закана за пробиштип и околината, конечно ќе добие трајно решение. Општината подготви проект за санација на старата хидројаловишна депонија, во која со години се таложел отпад од преработката на оловно-цинковата руда. Со реализација на проектот, трајно ќе се затвори едно од најсериозните еколошки прашања во регионот. За почеток ќе отпочнеме со одводнување на старото јаловиште, понатаму ќе продолжиме со дел насипување, дел ќе поставување на геосинтетска глина или мембрана која што нема да дозволи водата повторно да влегува во него, и ќе продолжиме со рекултивација, односно посипување на хумусна површина, на хумусна земја на површината и на косините и на рамниот дел од јаловиштето. Во минатото имаше иницијатива на просторо да се постават фотоволтаични панели, но сегашната локална власт размислува за поинаква иднина нова алокација. По санација и рекултивација, јаловиштето би можело да прерасне во зелена оаза со паркови, детски игралишта, спортски терени или пак комерцијална зона. Сепак конечната одлука ќе ја дадат граѓаните на Пробиштип. Од наредната недела ќе започне анкета преку која жителите ќе можат да го кажат своето мислење за идната намена на просторот. Имаше еден проект, односно иницијатива за измена на планската документација, односно за поставување на фотоволтаици. Јас како градоначалник лично не се согласувам со тоа, бидејќи се работи во непосредна близина на централното градско подрачје. Ние имаме многу локации каде што можеме да поставиме фотоволтаици, меѓутоа за тоа ќе ги прашаме граѓаните. Јаловиштето на рудникот Злетово е формирано во 1937 година и денес зафаќа површина околу 50 хектари. Во него, како резултат на повеќе децениска преработка на рудата, се депонирани повеќе од 10 милиони кубни метри отпад. Анализите покажале дека отпадот содржи олово, цинк, кадмиум и други тешки метали, кои представуваат потенцијален ризик за здравјето на луѓето и животната средина.